од семејствата на починатите во пожарот во Кочани известување вели во врска со телефонската покана од кабинетот на премиерот Христијан Мицкоски за остварување средба со нас, родителите на трагично починатите деца во дискотеката Пулс, закажана за 13 мај 2025 година во 15 часот во Скопје, ве информираме дека поканата не ја прифаќаме поради нејзиното доцнење. Истовремено, ве известуваме дека премиерот беше поканет од сите родители на починатите деца да дојде во Кочани и таму да се организира средбата во форма и содржина како што сметаат за соодветна. Со оглед на тоа дека дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од трагедијата што се случи на 16 март 2025 година во дискотеката Пулс во Кочани. Сметавме дека предлогот за средба во Кочани е разумен и оправдан. Воедно, сакаме да истакнеме дека ставовите во ова соопштение ги изразуваат мнозинството од родителите, но не претендираме да говориме во име на секој поединечно. Дополнително, ги повикуваме сите граѓани кои сакаат да изразат поддршка да присуствуваат на маршот на ангелите. Ова известување го доставуваме до медиумите со цел да информираме јавноста за нашата заедничка одлука и став со почит родителите на трагично починатите деца во дискотеката Пулс Кочани. Ја не сум мислел дека живеам во општество кое што постои во нашето општество луѓе во владата и во власта кои што се подготвени на водење политика без никакви скрупули. Во овој случај не постои простор за преговори, не постои простор за наоѓање на компромиси. Би требало било кој од владата и од власта да има наведната глава и на секое барање или предлог на родителите да одговори афирмативно. Ако родителите ви рекле не доаѓаме во Скопје, дојдете вие кај нас, ќе организираме како што мислите, ама дојдете кај нас. Не знам зошто би било ова проблем да се организира таму. Зошто инсистирате да се оди еден по еден? Зошто инсистирате на такви работи? И пробувате да најдете начин како да терате политика со родители. Овие родители не ќат политика. Мислам, вистина ова е навреда. Навреда е за жртвите е навреда. Како тоа, еве луѓето те поканиле. Како не можеш да одиш? Абу Даби отиде, Валенсија беше, Вашингтон беше. 3 пати. Унгарија, Србија, Турција, Јапонија, Осака. Секаде можеш да отидеш на неколку илјадници километри, ама 80 километра или 25-30 минути со полициска пратња не можеш. Зашо не си ја прифатил поканата на луѓето, например?